Председателката Гордана Силјановска-Давкова не пресече околу изборот на нов гувернер на Народната банка и требало уште време да ги анализира тројцата кандидати за да го избере оној кој треба да извршува една од најодговорните функции во државава. Таа викендов имаше детални интервјуа со сите тројца кандидати за позицијата гувернер и вели дека сега и требаат уште неколку денови за да го направи вистинскиот избор, зашто сите кандидати биле искусни со богата биографија во светот на финансиите и банкарството. Деновиве ќе го поднесам предлогот. Причината е мојот долг, плоден разговор со тројцата потенцијални кандидати. Сите се извонредни. Ме запознаа со она што го правеле во животот. Ве информирам дека кој и да е од нив, а може да биде само еден, бидете сигурен дека ќе биде извонреден гувернер. Премиерот Мицкоски пак рече дека очекува уште една средба и консултации со председателката пред да биде предложен изборот за нов гувернер кој треба да биде изгласан од пратениците во Македонското собрание со просто мнозинство или 61 глас. Добив информација од председателката дека оваа недела ќе биде испратен предлогот во рамките на собранието. Знам дека имаше одредени консултации во текот на викендот председателката. Предпоставувам дека деновиве ќе треба уште еднаш да се видиме, да поразговараме и потоа сум сигурен дека до крајот на неделата или во рамките на оваа недела се точно би требало од кабинетот на председателката да дадат одговор кога ќе биде испратен предлогот за нов гувернер. Се уште актуелната гувернерка на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска пред новинарите не сакаше да ја коментира можноста за реизбор на уште 7 години на што законски има право. Само напомена дека Законот за Народна банка дава можност таа да продолжи да ја извршува функцијата се до изборот на нов гувернер. Согласно постојната законска регулатива, односно член 55 од законот, токму ова прашање е регулирано за да нема дисконтинуитет при извршувањето на ваква значајна јавна функција. Како најсериозни кандидати за позицијата прв човек на Народната банка се вбројуваат актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, екс-министрите за финансии Зоран Ставрески и Трајко Славески. Гувернерот е чувар на монетарната стабилност. Тој има основна задача да ја представува Централната банка, да ги одржува на стабилно ниво курсот на денарот и девизните резерви, да одлучува и за издавање и одземање дозволи на финансиски институции, да креира мерки за стабилизација на инфлацијата.